По Великден ќе има поскапување на свежото месо и сувомеснатото доколку владата не ги врати редовно одобруваните количини од 6400 тони увоз замрзнато свинско месо. Ова го најавија на денешната пресконференција преработувачите на месо при Стопанската комора на Македонија. Дали зголемувањето на цените на месните преработки ќе биде за 20, 30 или можеби 40%, ќе зависи од тоа дали владата ќе ги врати редовно одобруваните, односно ослободување од царина на увозот на замрзнато свинско месо за преработка, од тоа дали месната индустрија ќе биде вклучена во новите мерки и од веќе зголемените цени на месото на светскиот пазар. Групацијата тврди дека ако не се прифати ова нивно барање ќе следи драстично зголемување на цените, а може да се очекува изгаснување на некои од преработувачките капацитети. Овој раст се случи пред повеќе од неколку месеци и тоа во значителен процент. И покрај тој светски тренд на пораст на цените, ние се уште на домашниот пазар не ги покачивме цените на домашните преработки, но оваа состојба не може да трае подолго. Најдоцна очекуваме после великденските празници ќе бидеме принудени да ги покачиме цените на домашните месни преработки. Висината, свесни сме дека покачување ќе има. Висината на покачувањето ќе зависи од неколку работи. Трајчев вели дека групацијата не бара субвенции, туку услови за работа како во соседството. И во моментов некои од производителите и членки на групацијата веќе настапуваат со нови покачени цени. Имаме некоја моментална релативна стабилност, која оценуваме дека се должи пред се на задоцнетите мерки на надлежните за поттикнување на домашната потрошувачка, а со тоа и слабата домашна куповна моќ на граѓаните, соодветните залихи на дел од произведувачите обезбедени од претходно, кој секако веќе се при крај, како и моменталниот вишок на домашно свинско месо, кој месната индустрија го прифати и откупи во целост и од него ги надомести потребните количини за преработка. Очекуваме дека до престојните празници и ќе издржиме, ќе остане моменталната ситуација, но после празниците ќе следи неминовно драстичен пораст на цените на свежото месо и месните преработки, во зависност од тоа дали ќе продолжи мерката или ќе биде донесена за доцнет. Групацијата Неудомна до Министерството за економија поднесе барање за враќање, односно за ослободување на скратените количини од последната мерка на владата за укинување на царинските давачки на замрзнато свинско месо за преработка. Денеска од групацијата упатија апел до владата да се реализира ова барање. Целта на барањето е да се вратат редовните количини кои во регуларни услови на стопанисување и беа одобрувани во изминатите 3 години, а во октомври 2020 година беа прополовени на 3200 тони, иако беше измината скоро една година од појавата на пандемијата, велат од групацијата. Додаваат дека доколку не се одобрат количините како и претходно, за помалку од еден месец може да се случи пропаѓање уште на некој капацитет од месната индустрија. Индустријата, користејќи оваа мерка од 2018 година наваму, соодветно одговори на увозот на готови производи од странство преку негово намалување за над 28% или од 13 милиони килограми во 2017 на 9 милиони во 2020 година. При тоа дел од капацитетите остварија и извоз во земјите на ЦЕФТА.